мене представа искрено голема привилегија што ми е дадена довербата да сликам една жива легенда наша, не само во Штип, и во регионот. Сликав во поп-арт стил, со експресивни бои, она што е белек на мојот израз. На иницијатива на Видан, да ги негуваме трајните вредности, да си ги чуваме трајните вредности, тоа потикна ке мене да јас категорично речам да ќе дојдам и ќе сликам. Бидејќи стварно господинот Бошко е заслужен за овој музички храм, да го кажам. Сметам дека навистина он направил голем трак во овој дом и треба да даде еден вистински печат на овој зид. Прво, изненаден сум и за мурало и за наградат. Иначе домови е на драго сеќавање, ќе го носам со мене. Па вечер домов познат кој дојде од диско, така го видеа диско и остана му тоа име, веројатно. Диското, старото диско. Има нови диско. И тоа скромно беше и по опременост, па и со луѓе вработени малку нешто. Веројатно тоа е печурката која се прави, и мурало на групата Зеро од Скопје. Тоа се историски факти. За жал, едното стоја, едното го нема више, мурало го нема. Ама сега кој што ми кажува нови директор дека истата екипа ќе работи па Зеро ќе работи па мурало. Може би, ето, ќе го кажам, не беше у Домовец еден, меѓутоа беше на 9 километри. 2 дена Open Air, беше 94 година, 96, да. Кога настапија сите македонски групи, што се кои беа врво на популярноста, на творешто. И можем да кажем дека за прв пат настапи Ватко Стефановски со трио, кој што после остана да постои, денеска постои Ватко Стефановски трио.